почитуван министре, почитувани присутни, со оглед на фактот што за денешното законско решение за кое што имаме надзорна расправа, сите заедно заклучивме и од исказите на сите релевантни институции и од досегашните говорници дека не е остварена целта на законот, а целта на законот согласно членот 2 од законот е нотирана како цел на овој закон е лицата неевидентирани во матичната книга на родени да се евидентираат во посебната матична книга на родени заради добивање на извод од посебната матична книга на родени, идентификациона исправа заради остварување на право од образование, здравствена заштита, социјална заштита, вработување со задолжително социјално осигурување согласно со закон до дополнителен упис во матична книга на родени и добивање на прв извод од матична книга на родени согласно со закон. Следствено после тоа, во самиот закон, во секој нареден член, член 6, став 1, точка 4, содржината и начинот на водење на евиденцијата го пропишува министерот за правда. Член 7, исто така, задолжение за Министерството за правда. Во сите наредни членови имаме задолжение за донесување на подзаконските акти, формите на образците кои што треба да се воспостават за да може да се изврши оваа евиденција. Во самиот член 14 се дава исклучителна надлежност, односно надзорот над спроведување на овој закон е исклучително на Министерството за правда, односно вели надзорот над спроведување на одредбите од овој закон врши Министерството за правда, освен за членот 10 од овој закон, на кој надзорот го врши Министерството за внатрешни работи. За да во преодни и завршни одредби имаме член 18 кој вели подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој закон. Моето прашање до министерот е конкретно. Дали во рок се донесени сите подзаконски акти предвидени со овој закон и како можеме да се запознаеме со истите со оглед на фактот што истите не можат да се најдат на веб страницата на Министерството? Дополнително, ако не се благовремено донесени овие подзаконски акти, дали представуваат причина за неостварување на целта на законот и дали некој има сносена одговорност согласно членот 15 каде што имаме предвидено прекршочни одредби. Сето ова го потенцираме бидејќи со оглед на податоците кои што имавме можност да ги добиеме, дека Министерството за правда дел од образците кои што се задолжени да ги донесат во рок од 30 дена од стапување на сила на овој закон се објавени во службен весник број 134 од 22 мај 2020 година, односно дури 3 месеци после законскиот рок кој што им бил определен. Дали ова е причина за неуспешноста, односно неуспешното спроведување на овој закон? Ви благодарам. Благодарам, колега.